разговарам со митрополитот Повардарски господин Агатангел. Најнапред, добре дојдовте и ви благодарам што ќе одвоите време да одговорите на неколку прашања околу работата на Повардарската епархија. На почеток, може би прашањето кое што велешани најмногу го поставуваат и бараат одговор за тоа кога и официјално ќе можат да дојдат да ја посетуваат црквата Свети Кирил и Методи во Младинскиот парк. Ви благодарам што еве во овој прекрасен ден кога сите наши во градот Велес, во цела Македонија и речиси во целиот Балкан го прославуваат големиот христијански празник, празникот на светиот Николај Миликијски чудотворец, да во нашиот кабинет оствариме една средба со која средба би ги запознале нашите браќа и сестри, нашите верници, нашите поклонници на нашиот Спасител Господ Исус Христос за активностите во нашата Повардарска епархија. Јас знам дека Велешани, градот Велес, а и другите градови во епархијата и пошироко во нашата македонска земја очекуваат, на очекување се извинувам, на очекување се кога ќе се отвори и ќе се освети ново изградениот соборен храм Свети Кирил и Методи во центарот на градот Велес, бидејќи единствена црква која моментално има најдобра местоположба во градот. Ние имаме многу пубави цркви. Јас не би ја дал Свети Пантелеймон и по убавина, и по архитектура, и по се со Свети Кирил и Методи. Но местоположбата на вистина на Свети Кирил и Методи е на прекрасна локација во центарот на градот и мислам тогаш што не можат Велешани да вика далеко ми е црквата, не можам да појдам, не можам да се помолам. Посебно возрастните кои може би имаат повеќе проблеми. И сега веќе биде во центарот на градот и во секој момент ќе можат да појдат да се поклонат, да се запалат свечичка и да се помолат на се македонските просветители Светиот Кирил и Методи, на Спасителот наш Господ Исус Христос, на Мајката Божја и на сите светии кои ќе бидат насликани во тој храм. Со Божја помош се надеваме дека 2016 година, кога прославуваме 1100 години од смртта на патронот на нашата света македонска црква, Светиот Климент Охридски чудотворец, и 1000 години од смртта на Јован Владимир, кој потекнува од овие наши македонски простори. Останало уште 200 до 250 квадратни метри за да се фреско живописа црквата. Мислам, друго се е готово, уште тоа го чекаме и малку дворното место да се уреди. Иконостасот ни е готов, иконите се готови, полилеите тие ги ставивме, тоа ќе биде прекрасна црква, навистина. Ќе се воодушевите сите и ги молам за трпение уште малку. Може да очекуваме до 24 мај? Не. Не? Не. Не знам сега да видиме и временски услови какви ќе бидат. Многу од тоа зависи. Сликарите, од сликарите зависи со кој темпо ќе работат, која инспирација имаат. Јас навистина не сакав да ги брзам, ние можевме многу одамна да отвориме црквата, но сега ќе имаше скелиња тамо, па ќе имаше нервоза кај верниците, па ќе имаше нервоза кај младоженците што сакаат да се венчаат во таа црква и така натака, со скелиња, со мајстори. Јас, Бог даде уште малку да имаме трпение и да почекаме. Ако биде пред Свети Кирил и Методи ќе осветиме, ако не после Свети Кирил и Методи. Важно од 2016
со Божја помош се надевам да биде осветена. Пред неколку месеци беа поставени темелите, осветени темелите на новата црква која што ќе се гради ки Багремче, бидејќи па ете луѓето од тој дел од градот можеби имаа малку повеќе пат да поминат до останатите храмови, сега малку поблиску. Како течат работите овде? Јас сум многу задоволен од изградбата на Свети Јован Крстител во населбата Багремче, во дворот на касарната, бидејќи еве карабина готова е. Крстот го поставивме и се надевам дека таму побрзо ќе одат работите, некако помала е. Сега видите, изградбата иде побрзо затоа што ете сега веќе имаме машинерија и така натака. Но внатрешноста на црквата, фреско живописот, иконите, сликање на иконите, иконостасот, тие се побавни работи, бидејќи се тоа е уметност и не можеш ти у сликарот да бараш секој ден, ако денеска имал инспирација па нацртал 3 квадрати, не можем и другиот ден да барам од него 3, може еден, ќе не може ни еден, разбирате? Така да, за тоа со трпение се градат црквите и еве јас, фала му на Бога што имам трпение и така го чувствувам тоа смирение, таа благодат што ја добивам од Господа, таа божествена енергија, да успееме полека да стасеме до цел. Докаде се работите и во црквата Свети Козма и Дамјан, која што е во близина на Велешката болница за штитниците на лекарите? Таа е готова. Таа можеме уште утре да осветиме, но се зима фати, па ќе почекаме малку. Таму готово ни е се, иконостас ставен, таму имаме мермерен иконостас, тој е прекрасен иконостас, фреско живописана е цела. Сега има и малку, така јас сакам да бидам искрен, не сакам да ги мамам луѓето, полилео што го ставивме е малку голем. И тој полилео ќе оди во друга црква, сега порачавме помал еден и така ќе биде убаво пак, ќе биде прекрасно. Зборуваме за нови храмови кои што се градат. Можете ли да ни кажете дали ете можеби следната година имате намера некаде на друга локација да се гради Повардарската епархија, ете што предвидува? Неодамна беше нели пуштена и црквата Света Петка во Кавадарци. Значи, што се плановите на Повардарската епархија за ете во 2016? Коклино за Велес, не знам колку знаете, до црквата Света Богородица правиме таму уште два мали параклица. Имаше таму еден простор, од кој простор со Божја помош, со помош на Мајката Божја го купивме. И еве сега таму градиме административна зграда, во која административна зграда ќе има два параклиса. Едниот параклис ќе биде посветен на светиот Наум Охридски чудотворец, а другиот ќе биде посветен на нашиот владика. Еве сега ќе го покажам, ова е дедо Гаврил, наш македонски владика, голем светител, 20 век, неговите мошти се наоѓаат во Лесново, манастирот Свети Гаврил Лесновски, кој таму живееше. И едната долната ќе биде на него посветена, а горната ќе биде посветена на светиот Наум Охридски чудотворец. Еве јас ќе ви подарам едно здравје, да ве чува, да се моли за вас и да напредувате во вашиот живот. Така да, Велес веќе го направивме град со многу дуковни светилишта и на што му приличи таков да биде. И јас верувам дека многу луѓе ќе го најдат спокојот, мирот, што ни е најпотребен моментално, да имаме мир и спокој во душата и во срцето. И спасението во овие Божји храмови, што се несува низ целата епархија, па еве моментално градиме црква во Богданци, бидејќи низгоре таму црквата.
Градиме црква во Богданци, градиме црква во Валандово, нова црква исто градиме во Валандово. Црквата во Неготино цела ја реновираме, сега таа е затворена, се фреско живописува, а 2016 година, после Великден, планираме црквата во Кавадарци Свети Димитрije, што е да се затвори и цела да се реновира, бидејќи тоа се стари цркви веќе и го имаат отслужено својот век, но сега ќе ги обновиме и пак ќе можат луѓето да се чувствуваат како да се во вистинска права црква, како еден наш верник кога ја отворивме црквата Богородица, флегол таму и после тоа дојде ми рече: Владико, ви благодарам, но кога влегов таму се чувствував како да сум на небото. Тоа за мене многу значеше, да ви кажам. И јас верувам дека ќе ги направам луѓето среќни да се чувствуваат така, но се разбира со Божја помош. Јас сам ништо не правам, ако не е Бог тука и ако не е народот кој ми е целосна поддршка, и се гордеам со мојот македонски народ, бидејќи потекнувам од него. А имам информации, имав и средба со градоначалникот во Гевгелија, дека таму имаме потреба за уште една, има нова населба, која има над 5-6 000 жители, тоа се повеќе млади брачни парови, како што е овдека во Багремче. Таму веќе добивме локација и јас верувам дека таму околу Свети Трифун ќе даде Бог да осветиме темели и да почнеме со нова изградба на црква. Има и уште многу така. Има многу цркви каде помагаме да се обновуваат. Еве во селото Трстеник правиме нова црква. Има една жена донатор, прекрасна сестра Мирјана, и ние помагаме како епархија таму. После се планира уште една црква во Кавадарци, Свети Никола. Таму имаме една населба што е далеку од црквата и Свети Димитрија и Света Петка. Има таму многу големо население на наши православни верници кои немаат црква, треба да пешачат или со автобус да одат. Веруваме дека и таму ќе изградиме една помала црква како оваа што е во Багремче на Свети Никола и така натака. Верувам дека и се воодушевувате на гледката кога ги гледате Божите храмови полни со верници. Колку младите доаѓаат во црквите? Па видете вака, сега тие деца што се од Велес, а студираат надвор од Велес, например во Скопје, кога се на распуст ги гледам во црквите. Јас жалам што немаше слух за веронауката, немаше слух за Христос ги допре срцата на тие млади деца кои живеат во еден свет кој може да им го поремети, не би сакал да ги навредам, но да им го поремети спокојството, мирот, моралот, што многу е важен, не само за нас македонците, но за сите патриархални семејства. Јас не верувам дека некој патриархално семејство сака своето дете да биде неморално, да се занимава со работи кои ќе му го уништат животот, дрога, проституција, алкохолизам, се она што го нарушува здравјето на организмот и така натака, а не само здравјето и психиката и јас имам голем број на луѓе со кои контактирам, кои имаат проблеми од своите деца, веќе се потресени, се што имале вредно во куќата изнесено е, продадено и така натака. А оние деца оние родители кои ги воспитали децата да се го сакаат Господа, да веруваат во Бога, да ја посетуваат црквата, да доаѓаат на литургија, да се молат, тие деца нема никогаш своите родители да ги напуштат или своите родители да ги навредат или па да тргнат по овие лоши гревовни патишта.
Така да се радувам кога ќе видам, и јас се радувам што можам слободно се пофалам, да не ми биде гордост и за фалба, но веќе црквите ни се полни. Многу гледам од оние баби што ги гледав секојдневно, сега гледам многу нови луѓе, нови ликови и така натака, и тоа вистински верници, со голема почит, со здраво почит влегуваат во црквата, кои ќе застанат на светата литургија како кипови се, ни лево ни десно не мрдаат. Значи, концентрирани се во богослужбата и се молат од длабочината на своето срце, не доаѓаат такав формално или индиферентно да застанат, да лутаат со мисли. Има и такви, нормално, како кога прв пат ќе појдеш некаде на нека опера да слушаш, или ќе заспиеш, или нема да бидеш заинтересиран, или прв пат кога ќе појдеш на театар. Значи, за се треба навика некоја, кондиција некоја, има многу луѓе што не се навикнати подолго да стојат, така натака. Сето тоа влие, но ако почесто се посетува црквата, а ние секогаш бараме изговор, не можам, и така натака, деца мали имам, кој што сака во црква да појде на литургија, многу важно е на литургија да се доаѓа во црквата. Тие час и половина, 2 часа, колку е таму, час и половина е литургијата, со архиереј кога може да биде 2 часа, бидејќи има дополнителни молитви некој. Секој може во неделата. Неделата е денот на воскресението, неделата е денот кој треба да го посветиме на Господа. И секоја мајка со детенцето, и секој возрасен. Но ни треба време, навистина, ние бевме откажани од Христа. Ние се откажавме од Христа во времето на едноумието и уште имаме луѓе што се атеистички настроени, што не ја сакаат црквата, него сакаат свештеникот, што е тие попови, тие владици, до кога ќе ги слушам и така. Уште од таа генерација на луѓе има. Но мене ми е жал што младата генерација не ја воспитавме да биде здрава генерација, бидејќи ако имаме здрава генерација, таа здрава генерација ќе биде полезна за општеството, за државата, но ќе биде и за црквата. Разбирате? Но се надевам, имаме подобри денови, подобри денови за Македонија, подобри денови за нашата држава, подобри денови за младината, и ја молам младината да не ја напушта државата. Нема да мисла дека ако одат надолу за државата ќе живеат пубаво. Нема да живеат пубаво. Ние треба малку да го смениме умот околу работните навики. Знаете, едно време родителите ни викава на мене, например, учи за да не работиш. А денес вика треба да учиш, ама да работиш. Мора да работи, мора да се навикнеме да работиме. Ако не работиме, не можеме. Ако нас свидетелството ни е цело со 5-ки, со 10-ки, ако немаш работна навика, хартијата се може да трпи, но оно што ќе те прими на работа, од тебе бара труд, од тебе бара работа, од тебе бара успех, напредок и така натака. Така да мора така да постапуваме. Нема причина зашто да не ги спомнеме многу успешните, зборувам и за возрастните, но и за младите членови на црковните хорови. Годинава во една прилика рековте дека особено се гордеете со нив. Ке продолжите ли понатаму да ги поддржувате? Да, тоа се мојата радост, мојата гордост, мојата убавина, мојата љубов. Хорот е... Јас кога богослужам со нив, како ангелите да ми пеат, така се чувствувам. Може би некој се смее ова што го зборувам, но оној кој е во црквата и наистина децата кога пеат, возрастните кога пеат. Разубавеле и многу сцени и радосни минути. И тоа е прекрасно нешто. Сакам ги поканувам сите да дојдат да го почувствуваат тоа. Но за да го почувствуваат им треба и време, да имаат трпение, да доаѓаат секоја недела во црква. Ајде празниците ако не се во недела преку деновите, ако се работни се деновите, но неделата може да дојдат сите. Јас ги поканувам сите да дојдат, ги повикувам. И Христос не повикува, дојдете. Христос кога дојдете сите кои сте изморени, дојдете при мене, јас ќе ве одморам. Кај мене ќе се одморите. И навистина ќе се одморат.
ако го сакаат натрешниот мир, спокојството, чистотата на срцето, чистотата на умот, чистотата на душата, нека дојдат и ќе видат колку е благ, колку е добар и колку не милува нашиот Господ. И за крај од вас ќе побарам една порака до сите гледачи во пресрет на новогодишните и божичните празници. Па за божичните празници ќе ве поканам повторно за посланието. Еве посакувам повторно на сите, бидејќи сме во предвечерието на големиот наш христијански празник, светиот Николај Миликиски чудотворец, а денески наш еден македонски светител, светиот Нектари Битолски, голем молитвеник пред престолот на Спасителот наш Господ и за целиот наш македонски род, за целата наша македонска држава. Вчера, например, беше Света Варвара и Свети Јован Дамаскин, а бидејќи нашиот министер Поповски за надворешни работи беше после толго време беше на една средба во Грција. Јас богослужев во црквата Света Богородица, се молев на Мајката Божја, на Света Варвара, на Свети Јован Дамаски, на нашиот Спасител Господ Исус Христос, да му го отвори умот и да внимава што зборува, да не ветува ништо, бидејќи ова наше свето име е, не смееме така лесно да го дадеме на оние кои се незаситени. Во едно интервју рече, се им дадовме. И толку многу ме воските овој министер наш. Иначе им дадовме, побарава знамето, го сменивме знамето, побарава уставот, го сменивме уставот. Побарава да бидеме привремена тамо Југословенска република и така натака, се им дадовме, но душата не можеме да им дадеме. Па така ги молам сите наши, да не може да ни ја зема душата, ако не ни ја зема душата, не можат ни името, ни државата, не можат ништо да ни зема. Твака ни е многу убаво. Ви благодарам. Честит празник на сите, Господ здрави и јас ви благодарам.